Подпредседател, почитувани колеги, почитувани граѓани, последен ден кај што дебатираме за буџетот за 2024 година и веќе ми се чини дека многу дискусии се исцрпија со тоа во кои програми, во кои министерства, колкави проценти одат, колку се намалуваат или се зголемуваат од минатата година. Јас мојата дискусија ќе ја концепирам малку поинаку. Онака, бидејќи јас како граѓанин, мислам дека граѓаните не ги интересира многу колку вие проектирате раст на БДП, бидејќи и се покажува нели дека она што се прогнозира или што се предвидува, на крај испаѓа дека можеби не е така. Затоа само воведен дел ќе дадам за големината на расходите, вредноста, сумата на расходите и мал дел кој што овде се пласира како информација, ма всушност од експерти кажано не е баш така. Во 2023 година буџетот 5,3 милиарди евра. Ако се сеќавате, кога бевте опозиција, секогаш многу гласно критикувавте кога ќе се предложеше одреден буџет дека е многу обемен, гломазен. И како дојдовте на власт во 2017, секоја година се поголем и поголем и поголем буџетот, па почна некаде од 3,1 милиарда евра, за да стигне 5,6 милиарди евра во 2024. Или тоа е 75% поголем буџет од буџетот во 2016 година и овој сега уште 3% поголем од 2023. И долгот веќе ближи до 9 милиарди евра. Реков, нема да зборувам по посебни програми, каде се наголемува, каде се намалува, меѓутоа, обично од вашите дискусии, суштината беше дека се става акцент на антикризните мерки. Со самото тоа што ги нарекуваме антикризни мерки, значи признаваме дека се уште сме во криза. Дури провеува и уште ковид кризата. Па ми се чини дека сме можда единствена земја во светот кај што уште има ковид криза. Единствена. Ковидот заврши. Енергетска криза. Па нели секаде кажувате дека се справивте со енергетската криза. А тоа беше ужасно лошо справување со енергетската криза. И тоа да, последиците ги гледаме од вашето лошо менаџирање и на ковид кризата, каде што бевме 4-5 во светот по број на смртност, а уште полошо и во справувањето со енергетската криза. Во буџетот се предвидени околу 31% од буџетот да биде за социјала. Тоа е поразително за една држава. Поразително е да споменеме тука дека 31% од буџетот се дава во Министерство за труд и социјална политика. И сега малку околу тоа што во јавност вие го кажувате, а експертите сметат дека всушност во буџетот не е така. Она што јавно е кажано за пензионерите и зголемувањето на пензиите според новата методологија што вие викате, што не е нова методологија, туку вие во 2017 ја прекинавте претходната методологија, извесен период не исплаќавте по две основи зголемување на пензиите, за пред една година да ја вратите таа методологија. И вика владата дека одвоила 178 милиони евра, ама во овој предлог буџет има само 96 милиони за таа намена. За зголемување на платите во јавниот сектор, врз основа на општиот колективен договор, односно за пораст на платата 10% и исплата на регрес од 10.000 денари за годишен одмор, владата вика дека се предвидени 150 милиони евра. Знаете колку има во предлог буџетот? 60 милиони евра. Што значи сега ова? Тоа значи дека овој буџет, многу често повеќе говорници овде од власта го нарекаат таргетиран, да. Овој буџет е смислен и таргетиран само до изборите. Толку е.
Потоа новата влада веднаш ќе мора да направи ребаланс, бидејќи овде фалат средства. И ова зошто е така скриено? На овој начин како што е сега креиран буџетот, буџетскиот дефицит ќе биде 545 милиони евра. А ако се внесени сите овие средства кои што се потребни за раст на пензиите и раст на платите, буџетскиот дефицит ќе биде 717 милиони евра. Значи веднаш манипулативна. Јас само толку ќе се задржам на буџетот, бидејќи граѓаните што ги интересира. Како вие ќе го подобрите нивниот живот, нивниот стандард, а не ги интересира дали во некој министерство оваа година сме дале поголем процент на средства или помали. На крај на денот, прашањето е како ќе се реализираат ветените проекти. Кога сме веќе кај ветените проекти, бидејќи вие сте веќе готово, завршувате 4-та година на власт, потрошивте ни малку ни повеќе буџети во вредност од 28 милиарди евра. Почитувани граѓани, оваа власт 28 милиарди евра ги потроши во текот на нивното владење. Што гледаме вака на повидок? Ниту еден капитален проект. Ништо, пошто ќе се оправдате дека сте потрошили толкава сума на пари. И јас ја отворив вашата програма Можеме. Нити имам време, нити сакам пак да одам во детали, кои проекти сте ги ветиле, а не сте ги направиле. Туку тргнав само вака на едни темели на почетокот на програмата, темелите кои што ги ветила оваа власт на ДУИ на СДСМ, односно овде само на СДСМ се што е право. Првиот темел, имаме јасен план за следните 4 години, нова македонска развојна економија, засновање на нови технологии, одржувач и човечки капитал. Втор столб на вашата програма, стабилна држава со развојна и конкурентска економија. И овде вака вика меѓу другото, новата економија креира нови работни места за сите граѓани, ние сме држава со пристојна живеачка, замислете, пристојна живеачка, а третина од буџетот го даваме во труд и социјала, која се грижи за сите и во која сите заработуваме. Сите заработуваме. Кој минимална плата, кој еден куп бизниси милионски. Понатаму, градиме систем кој ги штити работниците и во кој трудот на работниците се вреднува и се плаќа. Ова е многу интересно. Плата од која ни останува и за живот. Плата од која ни останува и за живот. Ај се да видиме што од професионалците какво е нивото на сиромаштија. Патем, од 2020 веќе нема податок во Државниот завод за статистика, каков е процентот на сиромаштија на населението. И оние што се занимаваат, невладините организации, со оваа тема, вика вака, инфлацијата се намалува, платите и пензиите растат, тоа сите вие го велите, така, плати, пензии растат, тоа е главната реторика на сите. Ама па сиромаштијата се зголемува. И тоа има загрижувачки тренд. Тоа, цитирам колешке, драга, професионалци кои што се занимаваат со таа тема, економисти. Нити сум јас економист, нити сте вие економист. Дури половина милион граѓани во Македонија се обидуваат да преживеат дневно со помалку од 200 денари. Кумулативната инфлација, што вие овде сакате цело време да ја манипулирате, кумулативната инфлација е 24%, не е едноцифрена. Пак ќе повторам, ова го велат професионалците. Да привршувам? Понатаму, во столбот, држава со европски здравствен систем. Хаос ни е здравствениот систем. Онкологија е доволно само да оспрем. Замислете, 4ти столб, правна држава.
Распад на системот. 3%, веќе надолу е сигурно. Зелена и еколошка земја. Тоа, почитувани мои колеги, е тоа што го ветивте, а тоа што во практично се случува е многу различно од тоа што го ветивте. Затоа граѓаните на 8 мај ќе ве казнат за сите лаги и манипулации кои што ги направивте во 2020 година. Благодарам. Ви благодарам. Следен пријавен за дискусија пратеник од Павле Трајнов.